Почитувани гледачи, драги љубители на духовните вредности, добредојдовте на Меѓународниот филмски фестивал Богородичен покров. Мисијата на овој фестивал е да ги шири духовните, хумани и културни вредности под покровот на Пресвета Богородица. Животворна вода со која се храни секој човек се токму овие вредности, кои за жал се помалку ги има во светот. Затоа имаме за цел да ги допреме со овие вистински вредности сегашните и посебно младите генерации, за да умеат во својот живот да ги препознаваат. Ваквите дела се богугодни пред Бога и се единствено нешто што го преминува прагот на животот и заедно со нас, со нашата душа, заменуваат во вечноста. Се друго останува тука. Затоа, да се потрудиме сите заедно што повеќе да работиме на нив, како би ја достигнале својата цел со која сме дојдени во овој свет, а тоа е спасението на нашите души. Ве покануваме да бидете по 6-ти пат под покровот на Пресвета Богородица. Единствен интернационален филмски фестивал од ваков жанр во нашата држава, но и редок во регионот, кој годинава е онлайн и се одржува од 11 до 26 декември оваа година со реприза на програмата од 1 до 16 јануари 2022 година. Во програмата на фестивалот се прикажуваат документарни и играни филмови посветени на културното, духовно наследство, на хуманоста, како историски и биографски филмови. Ќе прикажеме 20 филмови и телевизиски програми од Македонија, Русија, Србија, Чешка и Словачка, Унгарија, Романија, Франција. Сите се преведени на македонски јазик, поголем број и на англиски, а дел од програмата е и на српски и руски јазик. Сите филмски проекции се бесплатни. Годинава фестивалот добива поширока меѓународна димензија со поддршка на Вишеград фондот, основан од Вишеград групата држави, за што сме посебно благодарни. Исто така, фестивалот е поддржан од амбасадите на Русија, Чешка република, Словачка, Унгарија, Романија. Голема благодарност до сите нив и до сите духовни покровители, чии логоа се на нашите веб и фејсбук страни. Годинава имаме поголем број авторитативни странски партнери и продуценти, а некои од нив ќе ги представиме во специјални интервјуа, продуцирани за овој фестивал. Ќе разговараме за култот на Свети Наум во Унгарија, кој е непознат на пошироката јавност, со професорка доктор Марта Наќ од Будимпешта, единствен светски експерт која има истражувана оваа тема. Истиот ќе биде илустриран со раритетни икони на Свети Наум Охридски во Унгарија. За филмскиот фестивал и фестивал на сакралната уметност Арс Сакра од Унгарија и за неговите извонредни достигнувања имаме интервју со председателката господја Марто Драгонич. Овој духовен фестивал се одржува во месец септември. Истиот во 2019 година имал над 100.000 посетители на 700 настани во 418 места во Унгарија. Веруваме, доволно провокативни податоци за да се погледне како тоа им успева.
gdje gi predstavime i filmovite za duhovne vrednosti na festivalu Bdenje duše od Srbija, so koji imame izvanredna sorabotka, a koji godinava započna da ga organizira i festival Art Fest, namenet za filmovi posveteni na srpskite umetnici. Redovno na naš repertoar se i filmovi od bogatata ruska produkcija, a sa neofit produkcijata sorobotuvame od početocite na festivalot. So nas i filmskata češka produkcija Vista Film. Na čelo so izvanredni odbraćan i produkcijski tandem Iva Hlavsova i Lubomir Hlavsa, koji ima realizirano stotici duhovni filmovi i detski televizijski programi. Dnevni kamerman Karel Pop beše proglasen za najdobar kamerman vo Los Angeles Awards Movies za 2021. godina. So njih imame specijalno intervju po povod dnevni od film za veliki od pedagog, filozof i pisatelj Jan Amos Komenski, koja ima internacionalna premijera tokmu na naš festival. Věřím, že existují úžasné věci, které dnes ještě nechápeme. Jeho život byl plný osudových zvratů. Jeho dílo přesáhlo hranice zemí i času. Kdo nemiluje knihy, nemiluje moudrost. Historický film o životě učitele národů. Komenský. Radosni sme što godinama započnuvame da realizirame naša ta damnašnja želba, a to je prerasnuvanje nove filmske festival vo festival na duhovnata umetnost. Vojdnena će se potrudime da gi promovirame duhovnite vrednosti i preko izdavaštvoto, muzičkite manifestaciji, izložbite i sl. Započnuvame so međunarodan povik pod naslov Kako se naučiv što je ljubov. Seko je povikan od bilo koji del na svetot da isprati svoja vistinska prikazna od životot na 2 do maksimum 3 stranici, koje se odnesuva na nastanje povrzdani so duhovnata ljubov koje sme osoznale može bi preko Boga ili svetitelite, može bi vo naše to detstvo od roditelite ili od našite babi i dedovci, od prijatelite, od pokloničkite patuvanja. Znači, vistinski nastan ili nastani vo prikazne koja će biti poučna za idnite generaciji za prepoznavanje na vistinskata duhovna ljubav. Najdobrite prikazne će gi objavime vo zajednička knjiga na poveće jazici koja će ima promocija vo Ohrid. Se nadevame, so site avtori na prikaznite koji će dobijat ova knjiga na podarok kako knjiga na sobarna ljubav. Site detalji ki ima na našite web i Facebook strani, a može da se interesirate i da gi ispraćate prikaznite na mailovite bogorodičanpokrov@gmail za makedonski jazik i virginmaryomoforion@gmail.com na srpski, anglijski i ruski jazik. Ve očekuvame. Bogorodičan pokrov se održava so blagoslov na njegovi od počesen predsjedatelj, profesor dr. Jovan Takovski, protojeri Stavrofor. Blagosloveno carstvo Otca i Sina i Svjatog Duha, ninje i prisno i vo vijeki vijekov. Odlikovan so zlaten medal Sveti Kliment Ohridski na državno nivo za njegovi od život i delo i profesionalan angažman i prevod na site bogoslužbeni knjigi od crkovno-slovenski na makedonski jazik, koji nekogaž ima prevedeno od starogrčke na slovenski jazik Sveti Kliment Ohridski. Zato je posebno omilen i poznat među naši od narod kako sovremen Sveti Kliment Ohridski.
Isto така, тој бил на постдипломски студии на прочениот Виши православен богословски институт Свети Сергиј во Париз. Визитинг професор бил на Институтот Мелбурншки во Австралија за православни студии. Преведува од старословенски, од старогрчки, еврејски, латински, руски, француски, англиски, поточно владее со 7 класични и живи јазици. О благоверном и Христолюбивом православном роде нашем, Господу помолим се. Програмскиот совет на фестивалот го сочинуваат професор доктор Антонио Митричевски, продуцент, режисер, едно од најпознатите имиња во македонската кинематографија. Професор е на Факултетот за драмски уметности, студирал во Полска, добитник на бројни меѓународни награди, најпрепознатлив по филмовите Преко езерото, Како лош сон, Деца на сонцето. Учествува на голем број фестивали и одржува предавања во Европа, Америка, Азија, Австралија и Африка. Вода. Водата некако не тера на размислување. Таа е вечност, а ние мигот. Се обидувам да здогледам некоја сенка од пред 40 години, само сенките може да се чувствуваат, а не и да се гледаат. Човек што заминува во себе си ја понесува не само сенката, туку и собствениот здив. Здивот е она што не врзува едни со други. Константин! Константин! Љубав и смрт се не могу објаснити. Мори да се пробају. Убио сам. Не имал ко. Кама и слобода. Некој е почел. Некој е казао: хајде, кренимо. И крено смо ко слепи за штапом. И стиго смо где? Не знам, луд сам. Нико да подсети. Нико да каже стоп. Стоп. Оп, стоп, се не отсвира лако као на фрули. Оп, стоп. Everything's going back to smash your head.
Isto taka, člen na programski odsovjet je profesor dr. Đoko Đorđevski, dekan na Bogoslovski fakultet Sveti Kliment Ohridski vo Skopje. Doktorirao Rim, autor na brojnih dela i trudovi, posebno od starozavetnata tematika. Učestvova na okolo 40 međunarodnih konferenciji vo svetot i je poranešan ambasador vo Svetata stolica vo Vatikan. Člen na programski odsovjet i profesor dr. Igor Šokarevski, dekan na Fakultetu za dizajn i multimedija na Amerikanski univerzitet vo Evropa, FON, režiser, montažer i scenarist na nad 500 dokumentarni filmovi, odnosno na nad 1000 programi vo makedonskata televizija, kako i na svetski poznati zabavni programi i kvizovi, među koji saka da bide milioner, Makedonski idol i drugi. Vladimir Angelov, viš filmolog i direktor na Kinotekata na Makedonija, je isto taka člen na našoj programski sovet. Realizira filmski ciklus od razne nacionalne kinematografiji, prezentacije na filmskata klasika, no i na sovremenata kinematografija na golemoj državi, kako i retrospektivi na značajni svetski avtori. I člen na sovetut je i Zorica Solana Kostovska, osnovač i direktor na festivalot, poranešen 10-godišnji jedinstven člen od Makedonija vo Međunarodната akademija na televizijski nauki i umetnosti Emmy Awards vo New York. Filmski producent, diplomiran diplomat i diplomiran teolog. Avtor na stotici dokumentarnih filmovi i televizijski programi, a najpoznata kako avtor na televizijskata pravoslavna serija Podelata će te prepoznam. Во Франција во почетокот на пролетта најмногу цути уметноста, а телевизиската и филмска продукција најповеќе во Кан.
А та, ќерката на Девкалион, од Зевс молнолюбец, роди синови два, Магнит и Македон, конјаник, воин. Митот за потеклото на македонците од боговите го испеал поетот Хесиод во 7 век пред нашата ера. Тоа е легендата за Македонија и македонците уште од времето на легендите, на земјата на Сонцето. Сонцето го почитуваат многу народи од времето на најстарите цивилизации, но во Македонија, од нејзините прапочетоци па се до денес, постои култ на живеењето на македонскиот народ, посветен на Сонцето. На наша огромна жал, годинава се упокои нашиот член на програмскиот совет, господин Драги Таневски, директор на фотографија, интернационален светски ас, кој во својата над 50 годишна дејност во Вардар филм и во македонската телевизија за неговиот ангажман беше наградуван широм светот, во Полска, во Јапонија, во Шведска, во Њујорк. За него ќе останат да говорат неговите дела и неговата прекрасна, скромна душа, која само за себе не направи ниту едно интервју. My dear child, today is November the 6th, 1996. This morning I touched for the very first time the tomb of Jesus Christ and wept for the soul of my mother, of my father, and of all poor souls. И не знам тие луѓе какво срце има и што луѓе вја. Тие што крена пушка на неа да ја отапат. Сега Минка ние немат, без неа се осеќаваме како осамени. Минка ни Сонја ни беше ќеф, си ја сакам, си ја поштуваме, сега немат. Што да правиме? Душман ја отепа.
гледаш овој која ранеше ти, кој додо тие гостите од Америка. Ja. И ево јас кај рана. Osnovač na ovaj festival je i moj pokajen soprug Kola Jovanovski, montažer i režiser Makedonskата televizija na nad 3000 filmovi i televizijski programi od razni žanrovi. Gono rekao maestro na elektronskата montaža i to je nesebično volonterski educiraše mnogu generaciji. Неговите филмски и телевизijski дела, меѓу кои најбројните се посветени на македонската историја и на Македонската православна црква Охридска архиепископија, се неговиот вечен спомен и гордост на македонскиот народ. Добитник е на повеќе меѓународни награди и признанија. Со бескрена жртва и при тешка болест работеше до самиот крај за фестивалот Богородичен покров и затоа третиот фестивал му беше нему посветен. Ништо не оставија. Ништо не оставија. Слушаш ли, стара? Ништо не оставија. Слушај, Никола, ти да не зборуваш многу. Оти дидовите имат уши. Да не зборувам, Да не зборуваш. Да ќутиме со години. И што сторивме со тоа? Се постигнали нешто? Го влечеме работо како добици. Од ден на ден станува се полошо и полошо. Слушај ме ти мене. Ке им дојде крајот. Ке им дојде крајот. Ке им дојде крајот. Ке им дојде крајот, ама. Кога? Се додека ги трпиме насилствата и злосторствата, неправдите ќе се множат до умирачка. Некој не предал. Или тие, или ние. За слободата на Македонија, браќа! Ефенди! Алтаните! Христијанството меѓу Словените и во Европа се шири токму од Македонија. За прв пат на македонска почва, во 49-та година од нашата ера,
stignuva svetiot zbor na Isus Hristos od Evangelieto, co doaѓањето на апостол Павле во Македонија. За ова, апостолот Лука во делата запишал: Преку ноќта Павле имаше видение. Пред него стоеше еден човек, македонец, кој го молеше: Премини во Македонија и помогни ни. Сите ние заедно со стотици волонтери кои досега се со нас во реализацијата на овој фестивал, пожртвувано до последен атом работиме со цел да исполниме својата мисија, да ги шириме духовните вредности и хуманоста во човештвото. Придружете ни се и вие, проследете ги филмовите, пишувајте под нив коментари, пишувајте ни за вашите идеи и предлози во иднина. Ова е тим на соборна љубов на сите луѓе и продуховени професионалци со добра волја и со добро срце. Нека омофородна Пресвета Богородица биде над секој од вас и нека постојано ве заштитува. На крајот, дозволете ми уште еднаш да ви посакам добре дојде и со официјалните јазици на овој фестивал. Добре дојдовте, welcome, добродошли, добро пожаловат.